I zdravo na sviti i dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Kako što gledate po naslovu, deneska odlučim da vi snimam video vo koje što ke rešavam kviz. Станува збор за квиз преку кој што можам да откријам во кој тип на луѓе припаѓам. Тоа значи дека и вие заедно со мене можете да го решавате овој квиз во текот на видеото. Доколку вашите одговори се разликуваат од моите, обавезно тоа напишете ми го во коментар. На самиот почеток мора да признам дека оваа видео го снимам на ваше барање, затоа што пред некој ден кога ве прашав на Инстаграм што би сакале да ви снимам, вие рековте да снимам видеа во кои што ќе решавам квиз како Стефанатор. Од причина што јас не сакам да снимам идентична содржина како и Стефан, одлучив да го испочитувам и во оваа прилика да напоменам дека оваа видео го видов на неговиот YouTube канал и линк од истото ќе ви оставам долу во дескрипција. При тоа забележав дека Стефан во видеото во неколку наврати одговори спротивно од онаа што јас би го одговорил, па токму од таа причина и одлучив да го направам оваа видео, односно да го решавам овој квиз, за сепак да видите дека постојат тие два типа на луѓе, како што велат. Првото прашање во рамките на овој квиз вели дали сум човек на кој што му е потребен еден аларм за да се разбуди или повеќе аларми. Во овој случај дефинитивно припаѓам во некоја трета врста на луѓе, затоа што алармот во мојот случај не помага. Генерално не сум morning person и токму таа причина алармот не функционира кај мене, но ако морам да одберам една од овие две опции, тоа дефинитивно би било втората опција и повеќе аларми, иако не помагаат ни повеќе аларми. Да се живи и здрави моите родители, кои секој ден ме будат за на работа, порано ме будеа за на факултет, за школа и така натаму и така натаму. Второто прашање, како што гледате, е како се паркирам, дали нормално во рамките на едно паркинг место или зафаќам две паркинг места. Ова е проблематично за мене, затоа што знам да се паркирам, меѓутоа постојат ситуации, особено катни гаражи, во кои што многу тешко ми оди тоа. Така што можам да кажам и дека сум втората опција, но никогаш така не ја оставам колата. Тоа е само првиот обид. Така влагам на паркинг и секогаш бирам кај што има простор за 2 до 3 коли, за да можам ја да се поднаместам како што треба. Никогаш од прва не можам да влезам таму кај што сакам да влезам, така што повеќе сум втората опција отколку првата, но на крајот резултатот е сепак првата, затоа што совесен сум и не оставам колата на простор за 2 паркинг места, така што ете. Дали кога читам книга, ги виткам страниците до кај што сум стигнал или ставам бележник? Најчесто ставам бележник, се случувало и да ја свиткам книгата, но зборам за учебниците кои сме ги имале во школа. Книги кои ги читам вака, жал ми е да ги свиткам, така што секогаш ставам бележник. Следното, како што имате можност да видите, е дали јадам суши со вилушка или со оние стапчиња. Генерално не јадам суши тогаш кога пробував да јадам суши, со прсти зевам, затоа што со тие такви стапчиња не знам да јадам, а со вилушка исто така цело се распаѓа, така што со рака. Следното вели дали ги редам книгите по височина или наизменично, онака како ќе ми дојде. Генерално како ќе ми дојде. Следното вели дали кога ќе пијам сок од лименка го вадам тоа таквото. Да, секогаш, од не знам која причина. Океј, го имаме прашањето на векот. Дали прво ставаме мусли, корнфлекс како и да е, па млеко или млеко па мусли, корнфлекс како и да е. Секогаш, буквално секогаш, прво ги ставам намерниците, па потоа додавам млеко. Следната фотографија, како што имате можност да видите, е поврзана со тоалетната хартија. И да, јас сум дефинитивно ова од десно. Секогаш нанапред ја ставам хартијата, не знам. Океј, следното е интересно, затоа што јас сум ова првото. Во видеото на Стефан забележав дека тој се запраша what the fuck, кој јаде пица од позади, ја. Зашто? Затоа што јас сум хедонист страшен и јас секогаш сакам последното залче да ми е највкусно. И тоа не го правам само со пица, него генерално. Така што јас сум првата опција. Напишете у коментар обавезно кој сте вие. Следното вели дали чоколадата ја кршам коцка по коцка или гризам. Верували или не, јас сум ова десно. Моментално не јадам чоколади веќе неколку месеци, имам некаков режим на исхрана и се придржувам до тоа, меѓутоа во времето кога јадев чоколади, секогаш бев ова десно. Ја купувам чоколада, ја отварам вака и почнувам да јадам
Direktno, ne kršam ništa. Site mi se čudat, ali mene taka mi je povkusno. Особено Milka Oreo 300 gramska, ona golema. Znam дека može čovjek u nesvest da padne od tolku blago, međuta, mene toa mi je onaka da umrem da ne žalam, taka što ja sam definitivno ova desna. Sledno to veli, da li pijam pivo od čaša ili od flaša? Generalno, ja sam ljubitelj na točeno pivo u krigla, međuta, točeno pivo navodjam samo letno vreme, taka što zimno vreme pijam od flaša. Koga već ja naračuvam pivo u flaša, nego sipovam vo čaša, tuku go pijam direktno od flaša. Ok, sledno to veli, da li koga jadam kompiri, sosovite gi stavam od strana, pa mackam od njih, kako to se vika, ili stavam od ozgora. Porano bev ova desното i sve stava od ozgora, međutim сега sve stavam na strana i kompirče po kompirče si matkam i si jadam, така što to mi je top. Sledното, veli, da li sam čovek koji što jedna poraka ja pišuva na jedno ili sekoj zborče go pišuva podelno. Iskreno ne znam koga kako. Ako praćam poraka na nekoga što ne sum vo postojana komunikacija, sekoga špišuvam jedna poraka. Međutim, ako sum vo intenzivna komunikacija sa nekoga, ako se ja se dopišuvame cel den, ke bidam ova levoto, no generalno sum ova desното i strašno me nervirat ljudje koji pišuvat zbor po zbor. Sledno to veli, da li sam ljubitelj na obično kafe ili kafe sa šlag, desert i tako natamu, samo kafe, nemam potreba od krov ni šlagovi. Sledno veli, da li sam čovjek što telefonot go stava da se polni i na 95% ili čekam baterijata skroz da se isprazni za da go stavam na polnjenje. Ja sam definitivno ova levoto, nikogaš ne dozvolujem telefonot da mi se isprazni do kraj. Ok, sledno to prašanje veli, da li povete sakam na očari za vid ili lejki. Mislim deka lejkite se popraktični, međutim, fun fact, ne znam da li znajete, ja sigurno nekoj dobri 15 godini nosam naočari za vid, ne gi nosam nadvor od doma i ne gi nosam dodeka se snimam, gi nosam samo koja sedam pred telefon ili laptop, taka što, ete, ja sam втората опција, односно ова десно со наочари, затоа што имам некаква фобија од лејки и мислам дека не сум способен сам да ги ставам и да ги вадам, така што наочарите ми се посигурни. Дали сакам повеќе јајца на око или кајгана, омлет, како и да е. Дефинитивно многу почесто јадам омлет, но сакам јајца на око. Како и да е, desното sam ja, zato što jadam omlet. Da li slušam muzika со големи слушалици или со мали слушалки? Definitivno со мали слушалки, порано секогаш со мене носев големи слушалки, меѓутоа сега буквално се префрлив на мали и некако многу попрактични ми се. На кој начин ја користам пастата за заби? Сакам да сум ова десно, меѓутоа секогаш сум ова лево, затоа што ме мрзи да ја третирам секој ден и да ја виткам така перфектно. И последното за овој квиз, верували или не, дали сум човек што секогаш носи чорапи или човек што ретко носи чорапи, не знам како ова да го формулирам. Дефинитивно чорапи. Ја не можам да функционирам без чорапи. Од не знам која причина ја не можам ни у папучи да одам, мене ми се лизгаат нозете, очи ги исповадам. Јас сум буквално секогаш у чорапи, сем кога спијам. Не можам да спијам у чорапи, не ги разбирам луѓето кои спијат у чорапи. И тоа беше се за оваа видео, кое искрено се надевам дека ви се допадна. Доколку сакате уште вакви квиз видеа, ставете лайк и напишете ми го тоа во коментар, а јас во овој момент се одјавувам, ве поздравувам, ви посакувам убав остаток од денот или вечерта, зависно од тоа кога го гледате видеото, а ние се гледаме многу наскоро со многу нови видеа. Чао!